Добро дојдовте во Зебра. Оваа недела изминува во знакот на бурните расправи околу предлог законот за прекинување на бременоста. По 6-часовна расправа и Комисијата за здравство во Собранието на Македонија одлучи да препорача повлекување на овој предлог закон, иако од Министерството за здравство сметаат дека недоследностите и практично негативностите на законот може да се испеглаат со дополнителните амандмани. Ние секако и денеска ја продолжуваме оваа дебата на темата на законот за прекинување на бременоста, но и околу позицијата на жената во Македонија. Наши денешни гости се неговото високо правосвештенство владиката Петар и професорката од правниот факултет и позната македонска феминистка Каролина Ристова-Астерот. Добре дојдовте во Зебра. Каролина, на вашиот Facebook профил напишавте, сега ќе читам за да бидам буквално веродостојна: "Моје тело, мој избор, не за државен патриархален фашизам, не за машко-шовинистичка контрола врз физичкиот и личен интегритет на жената." Зошто мислите дека законот, новиот предлог закон за прекинување на бременоста е инспириран од омраза на владеачката партија кон жените? Па добро, самиот израз патриархален фашизам не е моје авторство, морам да го дам прво авторството на Вирџинија Вулфе, а основата на обвинувањето и за тоа и за омраза спрема жените или вака по стручно позната како мизогинија, се гледа во тоа што со законот во целост се негира субјективитетот на жената како човечка индивидуа, односно се сведува на ниво на малолетници на некој начин, не експлицитно, меѓутоа со сето тоа што е предвидено како решенија, значи се работи за омраза спрема таа самостојност, индивидуалност на жената. Значи има излегува дека владеачката партија припаѓа на оној круг кој што не може да го прифати резултатот на таа историска борба на жените против патриархатот, да обезбедат целосен равноправен субјективитет и граѓанство, исто како и за мажите. Значи се мрази не жената во смисла како жена, туку се мрази слободата на жената, индивидуалноста на жената, капацитетот на жената сама да носи одлуки и се сака да се стави во категорија на второкласен граѓанин, а тоа што не ако не омраза на жената или мизогинија. Оче, јасно е дека МПЦ во својата суштина, како и повеќето други религии, е против и се противи на абортусот како процес, но и генерално тука може да се свати ставот на МПЦ против овој закон, но што се очекувањата од законот? Се очекували дека ете можеби овие промени кои што ќе водат, ќе ги и она советување кое што е вклучено во законот и кое што крена толку многу возбуда и прашина, дека ќе доведе до предомислување на идните мајки и со тоа зголемување на наталитетот? Најнапред да изразам жалење што бев интерпретиран погрешно досега во јавните гласила, дека наводно јас го одобрувам овој закон. Јас како представник на црквата, говорам во име на Македонската православна црква и во име на православието пошироко, дека законот не го прифаќам како закон, туку дискусијата е во законот, подобрувањата во законот, што значи за тоа се залагаме дека подобрувањата на законот даваат известна надеж или можност дека може жената која е ставена во положба да самата одлучува или со својот сопруг во договор или со оние кои се домашни чинители, родители и така натаму, особено за малолетните кога станува збор, и не се работи само за жената како член на семејството, како сопруга, туку станува збор и за жената како девојка. Зашто, ако сакате да знаете, можеби повеќе се случуваат абортуси во време на тинеџерството кај женскиот пол, некаде дури не можам прецизно да кажам, според кажување на известни аналитичари, дури 4 абортуси можеби некои девојки прават во тинеџерските години, што представува сериозна опасност за нивниот и за животот општо, но и за можноста да постане потоа мајка, односно без проблеми да може да раѓа деца.
Значи, јас кога говорам во врска со законот, значи не говорам дека законот го одобруваме како црква и општо православието, бидејќи тој е закон за абортуси, но ние го одобруваме подобрувањето на законот во смисла да се поттикне жената или девојката sejedno, значи од женскиот пол, оние кои се изложени на таа опасност да вршат абортуси, да поттикне на размисла и претходно преку едукација да свати, да разбере дека опасноста е голема со извршувањето на абортусите, од кое нешто зависи иднината за формирање на понатамошно непречено здраво семејство, а и ставање на жената во опасност на самоубиство, бидејќи таа е чинител и самата ако одлучува за ова, секако дека се става во опасност не само породот, ембрионот, фетусот, туку се става во опасност и самата мајка да го загуби животот или да има сериозни последици од абортусот. Зашто е кажано дека еден абортус е рамен најмалку на 5 раѓања. Ако нема никакви опасности, односно ако нема никакви тешки последици од абортусот кои можат да доведат и до стерилитет или до некои други посериозни проблеми. Но овој закон се однесува не само на тинеџерките, не само на девојките, туку и на жените кои што се во брак, и мислам дека една од најбурните реакции од женските здруженија и од жените генерално беше токму тоа барање на дозвола, односно информирање на партнерот, на сопругот и така натаму или на родителите за една одлука која што се однесува за жената, односно за незината иднина. Исто така тука, значи во поглед и на тоа што вие пред некое време, пред некоја недела имавте една друга изјава која што се однесуваше на односот на брачните партнери, и сето тоа која некако ќе го собереме, не става во ситуација да се запрашаме дали можеби државата, црквата, општеството не го прави мажот да биде тутор врз жената во оваа држава. Не, во никој случај. Црквата воопшто мажот не го става да биде тутор на жената. Не, воопшто не го привилегира, туку напротив. Напротив, црквата земете учењето на црквата, како што вели Свети Јован Златоуст. Свети Јован Златоуст вели не е мажот господар во своето тело, туку неговата сопруга, неговата жена. И обратно. Што значи поучењето на црквата, рамноправни се мажот и жената целосно, но да не забораваме дека може да биде и мажот предмет на злоупотреба во брачна заедница, кога она што треба да биде меѓу мажот и жената заедничко брачно живење или полово живење, кога не по волјата на едниот другиот пристапува кон својот брачен другар. Тогаш веќе се врши насилство и во самата брачна заедница. Затоа е кажано, црквата прецизно ги кажала тие работи дека се мора да биде по договор. Професорка сака да ви реплицира. Се мора да биде по договор меѓу брачните другари по однос на сите работи, но особено по однос на нивното полово живење. Каролина? Видете вака, јас не сакам да навлегувам во ставовите на црквата и на христијанството во однос на тоа какви се гледиштата за односите меѓу мажот и жената. Тоа го сваќам како дел од приватната сфера и црковната, односно верската слобода на луѓето во приватната сфера. Оно што е проблем сега, што се актуализира и со вашето учество и воопшто што се лепи тоа на МПЦ, што се покажува јасна амбиција дека се сакате да влијаете во лаичкиот, во секуларниот дел на општеството, кој што патем не е составено само од христијани. И лично мислам дека, не знам синодот како размислува, но мислам дека ова контрапродуктивно во однос на црквата, затоа што и меѓу жените, и меѓу атеистите дури има голема почит кон МПЦ во смисла и на историската улога и на она што црквата го направила за нашиот идентитет и за грозаноста на црквата од надворешно, и сега црквата да се внесува во една лаичка дебата во која што ќе создаде и внатрешна поделеност, мислам дека е многу лошо. Значи, како ваша верска слобода, ви можете секој ден да кажувате дека жената е од реброто на мажот. Мислам, но тоа е во приватната сфера. Во однос на овој закон, проблемот е што концептот е заснован буквално, како што кажа Јели, на туторство на мажите врз жените. И всушност ова не е закон за прекин на бременост, ова е закон за спречување
на слободен прекин на бременоста до 10-та недела, затоа што и порано после 10-та недела и секаде споредбено, токму заради медицинските аспекти поврзано со бременоста има посложени процедури и испитувања. Меѓутоа до 10-та недела, каде што ефективно се подразбира слободата на жената да избере дали ќе продолжи со бременоста или не, овде се воведуваат такви административни пречки и такви финансиски трошоци кои што прават ефективно да жената го губи правото, односно практично овој закон против абортусот. Мислам, многу е перфидно и нечесно да се тврди обратно. Ова што исто така го кажа неговото првосвештенство во делот на спречувањето да има повеќе абортуси. Таа грижа ја имат и феминистките како мене. Значи, ние сите зборуваме дека треба да има поголемо сексуално образование, да се најдат политики во делот на контрацепцијата, значи луѓето да може таа слободна волја која што и вие читав и гледав ваши изјави, кажувате Бог ни ја дава на слободната волја. Така, тоа црквата не е против тоа. Меѓутоа, достапноста за реализација на таа слободна волја и ученоста за тоа треба државата да го мисли како да го реализира и општеството. Исто така, она што вас треба да ве загрижува е што последиците на овој многу немудар, многу лош закон ќе доведе спротивен ефект од она вие што го посакувате. Ќе имаме многу повеќе во крајна линија дури самоубиства, ќе имаме многу поголем стерилитет, затоа што тоа го покажуваат емпириските искуства на други земји каде што имате или рестриктивни закони или укинатост на правото на абортус, збориме до 10-та недела. Значи, ќе се направат во името наводно на грижата за жената, женското здравје, сите тие или наводно добри желби, ќе се направи обратен ефект. На што е со она идеја која што ја зачна во медиумите и отец Иларион, претпоставам и вие ќе се согласите дека подобро е можеби да се роди детето и да се даде на некој во услови кога има висок степен на стерилитет. Видете, тоа вака звучи многу добро. Еве и ова, например, претходно што збори. Има работи што во животот не се решаваат со закон. И до сега, мислам, сите жени, ако не одлично знаеме од друго искуство, кога ќе ти се случи таква ситуација, размислуваш, поделуваш, во зависност од интимата со било брачниот или било интимниот пријател, еве се случило, што ќе правиме. Се разговара со родителите, ако збориме за малолетници, да не правиме муабет, се разговара со пријателки. Таа одлука не е така ќе знаете како зап да вадите, значи се обмислува, жената се советува и со други, бара помош од други, разговара и во однос на ова што викате одлуката ќе го даде, мислам, ве молам, и со сурогат мајчинството има во реалноста големи проблеми, иако дури ни самото дете не е на жената која што износува бременост. Така да оставите вие, ако приморате жената да износи бременост, да, има дел што ќе ги дадат на други, меѓутоа голем дел ќе настанат сериозни проблеми, дури ќе настане и често има случаи и што ќе ги фрлат у ѓубре или дури ќе има обиди да ги на чедоморство и така натаму и така натаму. Значи има икс ситуации кои што дури не се хипотетички. Тоа го кажуваат искуството од земјите кои што има такви рестриктивни закони или целосна забрана. И само уште една реченица околу советувањето. Тоа е според мене најмалку проблематичниот дел. За сите медицински операции има докторот ви кажува и да рефлектирате, ова ви се опциите, ова се постиците, дали добро сте размислиле и до сега докторите тоа го правеле. Јас што знам и што сум разговарала со гинеколози, тоа е дел од нивната медицинска професионална етика. Проблемот тука е што целото тоа е ставено во еден концепт на влечење на административно на процедурата, камо среќа да беше само 3 дена, ај одспи го ова, па дојди повторно, меѓутоа тоа е ставено во една административна процедура која што буквално прави невозможно вие да можете навреме да го реализирате и одма се сочувате со министерот, со неговите комисии, да не збориме ова со брачни и други пари. Сакав тоа да кажам дека овдека станува збор за избор. Избор за смрт или за живот. Значи, и законот, самиот како закон, препорачува убиство. Од најгрозуморен тип убиство е абортусот. Каде што она што од љубов се зачнало, ретко е од нељубов да се зачнуваат децата, тоа се насилствата и други начини и така натаму, тие да се убијат како
како суштество кои уште не дошле на овој свет, на кои не им е дадена можноста да го видат овој свет. Ќе ви дадам само еден пример. Еден лекар кој е христијанин, православен, потекло советува една жена која доаѓа да го убие своето дете во утробата. Тој вели и ја прашува дали имате други деца. Имам едно повозрасно дете, има 10 години, се вика Никола. Тој за да ја отрезни, да ја освести, лекарот вели, а зошто да не го убиеме Никола сега? Па, кога ќе порасне ова што е во утробата, што не го видело овој свет, што не кажал уште ни мамо, ни тато, ни бабо, ни дедо, што не го видело сонцето, убавините овој свет, кога ќе порасне тоа на тие години, тогаш ако зачнете друго, ова ќе го убиеме, па тоа. Жената се вознемирила од таквиот пристап на лекарот и рекла, па вие сакате да ми кажете дека Никола треба да го убијам, па јас по никоја цена не би го направила тоа. А зошто правите разлика измеѓу Никола и ова? Дури ова е во потешка состојба, бидејќи Никола е возрасно дете, ако сакаме да го убиеме, може да бега, може да се крие, може да се брани. Ова сирота не може да се брани. Во утробата на мајката е ставено и така, само како пример кажувам дека треба да и се каже на секоја жена или девојка која е во опасност да абортира. Опасностите од тоа што ја демнат. Зашто? Ние бевме, македонците, нација која мајчинството можеше на големи врати да го кажува секаде во светот дека со раѓањето на многу детни семејства, со создавањето на здрави семејства, може би не секогаш во многу добри услови, но денеска е факт дека тие што имаат најдобри услови немаат повеќе од 1 до 2 деца. Главниот одговорен уредник на Дневник лично ви се обрати во една колумна во која ве прашува, вас лично значи, дали би примиле донација од €1.000.000 од жена која што извршила абортус и под услов да знаете, и дали, значи како црква, и дали би примиле како верник лекар што извршувал абортус, ако под услов да знаете дека тоа го правил. Не, видите, ние како црква и јас како владика сме должни да сострадуваме со луѓето, не да како нешто некој што вела да ги сожалуваме луѓето. Имате разлика измеѓу сострадување и сожалување. Кога сожалувате некого, тоа значи дека вие не сакате тој да ве вознемирува, а знаете во каква состојба и треба нешто да му дадете и да ви се тргне од пред вас. А кога сострадувате, вие се ставате во неговата состојба, во целата состојба негова. Ние сострадуваме со оние што се во состојба да абортираат. Јас ниедна жена која е во таква состојба не гледам поинаку освен како моја мајка или како моја сестра или како моја внука, што значи нашиот пристап е сострадателен. Затоа што јас знам утре, кога ова го говорам, дека станува збор и за мои по крв роднини кои биле, кои се и кои ќе бидат, како треба со нив да се постапува. Што значи совет треба да им се даде на жените и на девојките за опасноста што нив ги демне. Зашто отпосле ќе биде доцна кога не ќе можат тие да забременат и да имаат пород, па да дојдат после до опасност заради растројство психичко или паѓање во отчајание или предавање на ѓаволот, да после извршат и само убиства. Или пак она што денеска се случува, како што слушаме, колку е тоа точно не знам, дека оделе дури брачни другари, не од кај нас, од други земји, во Индија, каде што некоја жена треба да биде носител само во својата утроба, сурогат мајка, која ќе го роди детето, за оттаму тие брачниот пар кои не можат да родат дете и не можат да посвојат дете и така натаму, да си го донесат детето назад. Мислам, тоа се работи надвор од разумот. Повелете, професорке. Овде еве и неговото првосвештенство зборува за советување. Меѓутоа концептот на законот е дека всушност тоа што таму се вика советување е всушност одземање на слободната волја и избор на жената. Значи, некој друг преку маската на советување, сите тие процедури друг одлучува. Државата, очигледно набазирана на религиска основа, бидејќи сега ако отвориме ние овде дебата уместо за законот да зборуваме кога почнува
животот и што е убиство, што не е убиство у случајот. Значи, тоа е буквално изместување на дебатата. Овде под советување се практично се крие волјата на министерот преку неговите акти, волјата на експертите, односно на докторите, кои што ги именува министерот, а може ги стави сите со таква филозофија и да не збориме за она најнавредливото вклучувањето, известувањето на брачниот партнер и тоа само во однос на тие што се мажени, а тие што се немажени мене навистина не ми е јасно кој како ги се Добро, и самите мажи можеби помалку и на шега извадија навистина кој е партнерот у целата ситуација, не мора да значи, знаете, тука правна претпоставка прави дека секојаш зачнатото дете мора да овакво ембрион е од брачниот партнер. Мислам да не збориме за сите тие други што трагикомични, што навистина трагични можни комбинации. Овој концепт на слободи човекови права на жената за избор Само тоа сакав да кажам, значи пак ја повторам поентата, не може МПЦ да очекува во секуларна држава законите да се прават врз основа на една религија и нејзиното видување околу ова прашање. Не станува Има збор. повеќе, не станува буквално за тоа прашањето, затоа што вие целата аргументација се основувате на тоа кога почнува животот на еден човечки, значи една човечка единка и дали жената има право или нема право во тој дел да влијание врз овој закон? Бидејќи вие рековте дека ова се однесува МПЦ дека не е фактор единствен, бидејќи има и други религии, секако вери тука во нашава земја, јас ќе ви кажам дека она што го застапува за животот, односно за детето кога почнува животот на едно дете, не е само учење на православната црква, тоа е учење и на римокатоличката црква. Тоа е учење на христијанската црква, на сите христијани и така натаму. И тука по прашањето на абортусот не сум најкомпетентен да кажам дека и исламската верска заедница е против абортусот. А што правиме со тие што не се припадници на ни една друга религија? Сакам да кажам дека на ни една од овие религии. Не, сакам да кажам дека мнозинството, 95% се тие што практично се против абортусот. А вие сакате малцинството да врши во конкретниот случај силно влијание за да нема право мнозинството да се искаже. Тоа ќе испане како она можеби шега е да кажам кога вела дека кај албанците секогаш се вели дека никогаш правата не се доволни кај албанците по прашање на македонците. Па ќе испадне по тоа прашање ако така гледаме на нешто дека ќе треба ние македонците допрва да ги остваруваме своите права, бидејќи малцинството ни ги загрозува правата, или пак, не дај Боже, ќе треба мажите допрва да покренат поставка дека жените веќе со сите досегашни активности што се направени, почнуваат да им ги загрозуваат правата на мажите. Не, обратно, црквата МПЦ и било која друга религија е институционализирано негирање на равноправноста на женскиот субјективитет. Така е. И вие сакате сега тоа што со векови се избориле дека од цивилизацијска придобивка да бидат третирани како равноправни човечки суштества со не ампутирате кога велите дека ние велиме дека тутор е мажот на жената. Не. Не, уште почувајќи од венчалните процедури она теорија дека жената настанала од реброто на мажот, тоа е вредносно негирање на равноправноста на жените. Не може да се мешате во законите на лаичката држава и уставот на државата кој што и гарантира на жената во случајов на граѓанките на Македонија рамноправен статус. Па ние сме составен дел на таа држава. Ние сме составен дел на таа. Да, во една секуларна смисла. Значи како што јас вас не ви негирам вашата верска слобода во приватната сфера, вие не можете на сите други кои што мислат поинаку од вас, особено во однос на ова централно прашање, да им го негирате. Во Европа поминале векови се дошло токму до оваа ситуација. Оној концепт што го имаме за прекинот на бременост, особено во 10-та недела, е цивилизацијска придобивка, токму затоа што се работи за телото и природно застапниците на оваа теорија неколку пати беа нарекувани ултралиберални во смисла дека е тоа нешто навредливо. Зошто е навредливо или е штетно во едно општество да се биде ултралиберален? Па тоа треба да го прашате министерот. Јас ја гледав и тој за ултралиберално измеша таму некои тези за одбрани ги меша
го меша ова прашање со не знам таму борба за права на хомосексуалци и не знам таму што друго за да ги измеша лончињата и најверојатно кај луѓето да создаде асоцијација, затоа што сигурно има многу македонски граѓани кои што немаат проблем со овој закон, но имаат проблем со некој друго прашање и он мисли дека со таква некоја финта ќе направи забуна кај луѓето, што е многу нечесно, бидејќи ако он верува искрено во законот, треба законот да го брани така како што е. Например, немаше храброст ни да каже дека законот всушност ефективно го одзема правото со сите овие административни отужувања, него првото образложение му беше номотехнички. Ако он верува тука и тука дека тоа е исправно, треба да излезе и така да го каже. Јас сакам да прво да појаснам дека она што рековте дека црквата ја става жената дека мажот е тутор над жената, мажот и жената се едно тело и еден дух. Ако се едно тело и еден дух, ако така зборува се ти Јован Златоуст, ако понатаму исто така се вели дека на жената не е дадена заповед, туку е речено да го почитува мажот, но на мажите се дадена од Бога заповед да задолжително ги сакаат своите жени. А да ги почитуваат? Не, да ги сакаат. Поголема заповед има врз мажот од Бога дадена и единствена заповед. Кажано е, сакањето е задолжително. Од Бога мажите мора или треба по секоја цена да ги сакаат своите жени. Ваше тоа е посесивна љубов. Знаете, вие да сакате со тоа што како ова чашкава да го поседувате, лампава и не знам, и вие да кажувате ваму лево ќе го ставам, десно ќе го ставам. Ама вие не сакате да сватите една работа, дека станува збор за сакање не физичко. Не физичко сакање. Духовно го сакаат. Духовно. Прво и животот не почнува физички, прво животот почнува духовно. Создател на животот е Светиот Дух. Не, мажот и жената се соработници со Бога за раѓање на децата. Тука е целиот проблем кога ако некој не разбира православната теологија и учењето на православната теологија, одма дава друга насока, а другата насока е следната, дека практично не знаејќи како учи црквата, автоматски сака да рече дека мажот одлучува се. Не, во црквата православна мажот само е оној што го соопштува заедничкиот договор и став што го донесе мажот и жената. Тоа туторство, зборува во име и за сметка на жената како да е дете. Вие знаете дека Боже, јас сега по феминистичката теологија да ви кажам, се шегувам. Па не е прво жената создадена, туку жената е создадена од мажот според учењето на црквата. А феминистичката да слушнеме феминистичката. Сега ако гледаме, вие цело време зборувате за религијата. Феминизмот на пример во однос на ова прашање гледа дека сексуалноста и репродуктивната моќ на жената, кој што според природните улоги практично и науката уште не ни може да го замени тоа. Животот може и настанува сега со новите технологии на репродукција надвор од женското тело, меѓутоа матката не може да се најде замена. Значи тоа е природен извор на моќ на жените. И дека практично патриархалноста, вклучително и преку институционалните форми како што се религијата и црквата, представуваат некој вид на амбиција на мажите да контролираат таа природна моќ на жените. Значи мажите физички се посилни и меѓутоа и тоа е првично им дала во општеството основа да доминираат, но сега како се развива општеството, особено со новите технологии, физичката моќ станува ирелевантна во многу аспекти на животот, но овој дел и страв на мажите што животот настанува надвор од нивното тело, во туѓо тело и се развива таму, не може да го контролираат. И за да може тоа да го контролираат, нормално сакат волјата и телото на жената да контролираат како основа за контрола на целото општество. Јас ви кажав дека сега вие кажувавте за вашата теологија. Ја ви кажувам како феминизмот гледа. Јас зборувам за феминизмот. Јас кажувам дека по учењето на црквата мажот и жената се едно тело и еден дух. А вие велите сега... еве по феминизмот се две тела. А вие велите дека жената веќе, ако ја одвојувате од мажот, тогаш веќе
таа не е дел од мажот. Значи, ако контролирате телото на жената и нејзината репродуктивна моќ, ја контролирате жената во сите аспекти, а преку тоа контролирате све во општеството. И државите и општествата се составени од население. Не станува за контролирање на жената, се работи... И како не? Не се работи за контролирање, се работи за следното. Дали мажот и жената, односно жената дали разбрала и сватила дека таа е едно тело со својот маж и еден дух и треба еднакво да мислат и да размислуваат. Ако не мислат така, не се маж и жена по учењето на нашата црква. Тоа е едната работа. А другото, за она што рековте вие, дека таа има право сама на избор. Јас знам многу случаеви, ние како свештени лица знаеме дека има многу случаеви кога одлучила девојка да изврши абортус, а има веќе момче со кое треба да се земе без да знае тој, после тоа прекинува врската и таа се наоѓа во едно страшно расстройство душевно затоа што сватила дека ќе го изгуби тоа момче кое премногу го сака. А ако таа девојка си поразговарала со своето момче и се договореле што ќе прават и како ќе прават, тогаш ќе си останела таа врска секако и понатаму и ќе се создадела една добра брачна заедница. Секое одлучување на своја глава измеѓу мажот и жената е расстройство или поделба на брачната заедница и исто така не давање можност да има здраво семејство, здрава брачна заедница и така натаму. Во таа смисла... Законот, не знам колку сте информирани, значи се одзема слободната волја на жената, а целосно се пренесува кај мажот. Па сега ќе ви кажам, значи има, ај обратно да го поставиме, ако се едно тело. А што ако, например, во тој разговор жената не сака, а мажот сака или обратно, каде се последиците тука? По мажите. Мислите, ако значи, жената не е врзана од сопругот или од партнерот да абортира, а сака да го задржи детето? Значи, не, во законот, например, нема никаква последица за мажите во однос на неусогласеноста на волјата. Например, ако тргнеме по оваа логика која што ја кажува неговото правосвещенство, кои се последиците и санкциите, значи буквално или не буквално, во однос на мажите за било која од одлуките. Значи, ние сите знаеме како настанува ембрионот, со јајце, клетка и со сперматозоид. Значи, овде целата одговорност, сите последици за сакано или несакано се струполуваат на жените. Ако е така, вие како што викате, зашто, например, да не се сврти работата, јас малце и на шега го кажувам тоа на Facebook, да има одговорност и за мажот во однос на актот на инсеминацијата. Тука нели веќе и другите претходни последици што ги зборевме, многу често мажите ги принудуваат жените да не користат контрацепција, значи за да дојдат до таа ситуација. Која е одговорноста на мажите во целата работа? Интервенцијата во нивното тело. Влакно на глава не им фали, вака или така да е одлуката. Не, пак не се разбираме. Јас сакам да ви кажам учењето на црквата. Јас друго учење ви зборувам. Ви зборувате друго учење и не можеме ние да најдеме решение по тоа прашање, бидејќи ви имате атеистички поглед на светот. Уставот има решение. Уставот има решение за да поглед на светот е атеистички. Атеистички. Ако е атеистички поглед на светот, зашто верните, барем во православието... И секуларен. Не, верните, барем во православието и римокатолицизмот, барем нив, ќе ги спомнам, немаат поглед на светот дека треба да се убива животот. Ама вие тоа во црквата проповедајте си го, не во државата и нејзините закони. Ама сме и дел од тоа општество. Ама фино е поставена вашата улога во уставот на државата. Ускратувате правото мене како член на ова општество, кој имам право и да бирам, и да бидам биран, и кој имам право исто така да учествувам во сите политички случувања, да ми забраните како член, затоа што сум бил на црквата, немам право да кажам. Не, ја не го реков, тоа ја почиток многу јасно го кажав. Не, тоа што го кажавте сега, кон тоа води. Јас сакам друго да кажам, дека треба одговорноста е целосна и на мажот и на жената. И па каде во законот? Дајте ми пример. Не, значи, овде имате инвазија на женското тело и све друго.
каде е корелацијата, кој е влогот на мажите во целата ситуација за неодговорно, вие спомнавте за силувањето и инцестот. Да. Тоа претпоставам дека не сте до таму отишли тоа да, а иако некои натаму ќе одат, кој што има во некои земји, секако. тогаш да се забранува. Меѓутоа, за во некои земји се почнало со обично, па после се преминало и да не може и во случај на загрозеност на животот на мајката, и во случај на инцест, и во случај на силување. Тоа се екстремни Меѓутоа, случаи, да, верувам, екстремни дека случаи, но во некои земји и тоа е, значи се тргнува она чекор по чекор. Но еве во нормалните ситуации кој е влогот на мажите да наспроти планирањето и договорот со жената ја оплоди. Што јас на пример се шегував на Facebook дека треба по милиметар по сантиметар да им се сече пенисот, па тогаш и они во корелација машко-женско тело, дух и одлука и слободна волја, а да се мислат по 100 пати што прават. А вака уште ќе ти дојде на соетојде и он ќе мисли сакам да абортираш, не сакам да абортираш. Па добро, не, екстремноста во случајот да се покаже колку всушност овој закон е нефер. Јас сигурно не ме сваќате сериозно. Меѓутоа некогаш за да ја фатите суштината морате да малце да ги описно ги кажете работите во она условно да кажам екстремна варијанта за да се види колку е машко себичен и женомразечки законот во суштина. За жал времето не спречува. Само уште една минута ако дозволите. Токму сакав тоа да нагласам, планирањето на семејството во православната црква не е така како што веќе дискутираме во оваа дебата, туку планирањето на семејството во православната црква е мажот и жената договорно општат и кажавме дека животодавецот е Бог, а тие се соработници во раѓањето и создавањето на животот на децата, мажот и жената. Но планирањето на семејството не се прави во православната црква на друг начин, освен брачните другари треба да општат брачно за да подигнат деца, не за да убиваат во своите утроби деца, и ако сакаат да го планираат семејството може да го планираат само со воздржување од брачни полови действија. Тоа е начинот на учењето на православната црква. Ако се случи ќе каменуваме жените на плоштад? Зошто не ме разбравте вие што кажав јас изгледа. Јас кажав дека планирањето на семејството во православната црква е раѓате едно дете, две, три, сакаме повеќе да не раѓаме. Нема да раѓате, ама ќе живеете како брат и сестра. Нема контрацептивни средства, нема начин за ова. Зашто? Нема полово општење. Нема полово општење. Нема полово општење за оние што не сакаат да раѓаат деца, зашто во противно секако создавате услови и можности за да бидете убиец на она што ќе се зачне од љубов во утробата на мајката, во брачната заедница, зборувам конкретно, зборувам за православното семејство. Вие сакате жената да ја вратите во робство. Тоа жената сакате никогаш не е во робство. И тоа е во најпатриархална, најекстремна варијанта и мислам дека тоа не е воопшто мудра политика од страна сега вие на ово кога македонската кажувате се православна. кревате против Бога. Па овие работи што вие ги кажувате веќе се апсолвирани во Европа, се воделе борби, се воделе војни, се движења имало. Значи не можете женската слобода назад да ја вратите со векови. Бидејќи вие вам атеистички погледот на животот. Бидејќи вам ви атеистички погледот на животот. Има еден псалом 13, таму вели: рече безумникот во своето срце нема Бог. Значи, луѓето вика безумникот, душата е поделена на три дела: ум, разум и волја. Оној што не верува во Бога, тој е безумник. Значи, ум нема. Има разум само и волја. И тука е погрешното учење на известни други религии, па да не зборуваме сега и на атеистите, по прашањето на постојањето на душата со ум, разум и волја. И затоа е кажано, преку умот го гледаме Бога, преку разумот она што го гледаме и што мислиме за Бога и што сме го ставиле во умот на светото место Бога, го дефинира разумот, а волјата е она што е двигателот кон нештата и кон љубовта кон Бога. Начинот, значи тука во ова наша дебатна емисија сакам да кажам дека практично се
диаметрално различити гледиштата. Бидејќи вие зборувате од атеистички Да, со поглед таа на разлика светот, што Уставот го кажува, ова јас што го а јас кажувам. говорам од Значи, вие тоа во православно црквата гледиште. никој не ви брана да го проповедате. Добре, Но имаме секаде право да го Ви проповедаме. благодариме. Шанса Темата да е се многу усогласиме општа. и Да, да се тоа се сосема непомирливи наистина погледи на јасни. свет, затоа беше интересно да се слушнат Да, и ама Уставот двете го страни. Ви благодариме што бевте Поддржува дел од ова што го Зебра. збориме. Па го подржува мнозинството. Значи, законот е против уставен. А вие ако сакате сменете ни Не. уставот, известете ни се ќе се селиме Мнозинството од вери во Македонија. Што не сме Македонија, мнозинството вери во на тоа? Македонија учат дека Вие го закон- почитувате ли уставот на оваа држава? Го почитувам, но Лаицизмот и секуларноста. Но не законите кои се против верата православна. Овие закони се Добре, против не уставот. Сматам дека ќе продолжиме зад Вие сакате камерите. теократија од Македонија да направите со Е, ова па што како го вие што велите. сакате од нас атеистите направите? Јас Не, јас сум Не, па. се за секуларизам. Ја ви кажам ама дека што- вие во рамките на вашата религиозна Не, слобода вие можете да си го барате да проведете во имам јас црквата тоа. атеистички поглед по прашање на МПЦ животот. сака да направи Македонија Добре, да- теократија, а тоа е Да не се враќаме, наспроти да не се сето она што враќаме го повторно кажувате во вие дебатата. и за Заклучивме дека не може да се животот на согласиме. нацијата и за опстанокот. Па не може да се согласиме Да, затоа не, што на исти јас линии кажав дека сосема- преку 95% во Македонија се луѓето против абортусот, бидејќи припаѓаат на православната вера, на римокатоличката и на исламската, кои се против абортусот. Не е точно тоа. Е, па точно е, точно Не е. е точно. Ви благодариме за гостувањето во Зебра и благодариме на сите што не следеа. Довидување.